На слободниот пазар за струја, општина Кочани сметката ја намали за 76%. Ова е фактичката состојба во моментов, откако во октомври минатата година Кочани реши да се раздели од Ивана и да соработува со новиот оператор за електрична енергија ЕДС. Ова е илустрација за домаќинското работење на општина Кочани и како што најавивме претходно, очекуваме за штедата во електрична енергија и собраната комунална такса за улично осветлување во целост да ја покријат инвестицијата во модерно улично осветлување и веќе во 2019 година целата заштеда да биде на сметка на општината Кочани. Во делот на уличното осветлување пак, општината бележи заштеда од 60%, откако минатата година 4000 живени светилки ги замени со LED. Во нив, Кочани инвестираше 61,5 милиони денари. Со модернизацијата на системот за улично осветлување, потрошувачката на електрична енергија во киловати за последниот квартал ноември-декември 2016 и јануари 2017 е намалена за 60%. Промената на уличното осветлување Кочани го работеше во две фази. Првата беше промена на светилките во градот и заврши во јуни 2015-та, и втората поставување на модерни штедливи светилки во населените места. Од првиот договор се исплатени 16 рати, значи скоро половината е исплатен првиот договор, а додека вториот договор се исплатени само 2 рати, односно последните 2 рати. Досега, со средствата кои што се прибираат од комунална такса се плаќаат комплетно двата договори. Во делот на електричната ефикасност, општината наскоро ќе започне и со реконструкција на фасадата на општинската зграда. Со ова сметките за електрична енергија дополнително ќе бидат намалени.